Почитувана пратенички Мизрахи, со должна почит зборувавте за семејство, зборувавте со чувства, обраќајќи ми се мене, кој што се сметам исто во најмала рака патриот како вас. Јас зборувам македонски јазик, јас сум македонец и се гордеам и со мојот македонски идентитет и со мојот македонски јазик. Јас се гордеам што се обратив на нашиот македонски јазик во Европскиот парламент и заради кој јазик и обраќање добив ракоплескање од сите европски пратеници во Европскиот парламент. Покажувајќи со слики на моите македонски херои, на мои македонски сограѓани, кои што за време на фашистичкиот окупатор ги изгубиле своите животи, вие се трудите, веројатно да ме повредите со тоа како тоа го зборувате. Но преку вашите зборови и действија вие всушност исполнувате само личен интерес. Вие немате злоба во тоа заради тоа што сте семејство кое што патело за време на фашизмот, како што пателе и многу други македонски семејства, вклучително и моето семејство. Никогаш, ама баш никогаш не сум кажал дека Бугарија била администратор во Македонија. Не. Администрацијата или тогашната власт се приклучила на Третиот рајх. И при тоа, не можете цела Бугарија да правите фашистичка. Ниту пак поколенијата на Бугарија да ги правите фашистички. Затоа што тоа не е ниту европско, ниту му личи на 21. век. Истите договори кои што ние сме ги постигнале една Полска и Германија, една Словачка и Чешка со Германија и слично. Ни самите договори е потврдено дека минатото никогаш нема да го заборавиме, но ќе се посветиме на иднината. И дали зборуваме со наратив кој што повредува од соседите, како што зборувавте вие, за разлика од тоа како зборувам јас, е опционата перспектива на оваа наша земја. Можам да бидам 10 пати по квази патриот од вас, да се чукам во градите и да бидам со избрани зборови, однапред подготвени дискусии, ама мојот народ ќе биде овде во балканско сивило, додека сите други народи и народности одат напред, го осовременуваат својот живот, носат подобра иднина на своите деца и слично. Затоа зборувам со европски зборови, со зборови на пријателство, а не со зборови на непријателство и со зборови кои што предизвикуваат провокации од двете страни. Како ќе зборуваме и како ќе се однесуваме, не значи дека се откажуваме од минатото. Не. Нашето минато е наша гордост, наша тага, но и извор на нашата сегашност и иднина. Но како ќе се поставиме, тоа зависи од нас. Затоа е важна таа историја што денеска ја пишеме. Ние, македонскиот парламент, македонската влада, македонскиот председател. Таа историја може да биде перспективна, убава, европска, со која што ќе продолжи да се гордееме и како македонци, и како албанци од Северна Македонија, и како бошњаци, и како власи, и како турци, и како роми, и како срби, и како евреи од Македонија, и како бугари од Македонија. Сите сме македонскиот народ како нација. И ќе оставиме повеќе за нашите деца или ќе оставиме полошо од тоа што нашите татковци оставиле. Таа е разликата во политиката која што ја тераме. Знаете дека Благо Јанков Мучето бил предаден од 5 македонски семејства каде што претходно се криел, па е убиен од фашистичкиот окупатор. За тоа ќе збориме или нема да збориме? Фашизмот е карактеристика на поединецот, не е на цели нации. И не може да ги обоите цели нации дека се фашистички. Тоа не е ниту македонско, ниту европско. Можеме да зборуваме како сакаме ние за фашизмот. Но до ден денеска Европа од пепелот на фашизмот, од горчината на изгубени цели поколенија, уништени цели семејства, е создадена заради тогашната сегашност и иднината која што денеска е сегашност. И расте, и денеска е најмокниот фактор во светот, најголемиот пазар во светот. Дестинација со најголеми демократски и слободарски вредности. Не дека простиле, не дека заборавиле, туку презеле одговорност за секоја следна генерација која што доаѓа после нив. Ниту треба нашиот народ да заборави, ниту да прости.
Треба да ја градиме и димензионираме иднината. Така да, секако дека фашисти ги убиле сите овие наши сограѓани и членови на ваши семејство и на мое и сигурно на многу пратеници овде денеска присутни, нашите народни херои, но ги убил фашист. Не може да зборувате за цела Бугарија, за цела Германија, за цела Италија или слично. А што германците каде биле, па не зборувате за нив во тоа време? Не, фашист бил тој. Фашист бил тој што убивал. И дечиња, и возрастни луѓе, и роднини, и пријатели, и наши сограѓани. И затоа е многу важно како зборуваат и како се однесуваат. Затоа што тоа може секој да печали по некој поен заради некој личен интерес. Не ви е целта да ме повредите, јас знам дека не ви е целта да ме повредите. Да се спремите вака и демонстративно со овие слики или слично, целта ви е на крајот на денот да го исполните вашиот интерес личен, а тоа е политички во конкретниот случај. Да дојдете на власт, да имате моќ, да дојде до пари, преку тоа немате намера со овој тон и со ваква реторика и со ваква драматургија, сосема ваше право, мене да ме повредите. Не. Тоа е исклучиво заради ваши димензионирани интереси. И ние можеме да се однесуваме и одговорно и неодговорно, можеме да се однесуваме исправно или неисправно, тоа ќе го кажат на крајот граѓаните, како се однесуваме, и впрочем кажуваат, ако не на секоја година, на секои 2 години, кажуваат како се однесуваме, затоа што 30 години во непријателство со соседите видовме до каде не донесува. Ни се испразни државата, ги изгубивме младите. Била ова наша, моја, твоја, ваша, извинете, ти се обрати, ваша, наша заедничка држава, окупирана, освојувана, поминувале секакви војски овде, и сепак народот опстојал, бил тука. Но се празнел само кога доаѓале квази патриоти и паролюбци, тогаш заминувале. И многу е важно како се однесуваме. Или да кажеме дека не сме за Европа, дека ние можеме сами, дека не ни треба, дека е доволно тоа децата денеска што го имат, не им треба повеќе. Не. Ќе се однесуваме одговорно и ќе градиме пријателство. При тоа, комплетно во заштита на се што е наша светост. Национална посебност, македонски јазик, македонски народ, македонски идентитет, како идентитетите на сите помалку бројни етнички заедници во нашата заедничка татковина. Затоа, одговорот е дека Бугарија не била администратор во Македонија. Бугарија била окупатор заради одлуката на тогашната администрација и власт во Бугарија, која што денеска не ни дава за право да негуваме непријателски чувства кон целиот бугарски народ и бугарската држава. Стоите на ставот дека Крива Паланка и Куманово биле ослободени од бугарски војски, да, помогнале во ослободувањето. Го имате во сите учебници на историја. Биле ослободени од нашата македонско народно-ослободителна војска, која што се создала уште тој 11. октомври 1941 со востанието во Куманово и во Прилеп, дигајки се против фашизмот. Таму пред учестокот стоеле граѓани со македонски етнички идентитет. Не биле само бугари кои што стоеле, но биле фашисти кои што не окупирале државата и се дигнал македонскиот народ против нив. И во борбата 44-та, посебно во март, април, во сите борби што се воделе за ослободување на Крива Паланка и Куманово, признаена од нашата држава, нашата македонска држава, дека се приклучиле војските на Отечествениот фронт, односно Бугарската комунистичка партија, која што ги организира тогашните војски да се приклучат, за да ја сочуват шеста со претходната одлука да се приклучат на фашизмот. И тогаш, во името на соседството и пријателството, тоа е одобрено и дозволено, и се борат македонски и бугарски војски 44-та заедно. И тоа е факт. И ако зборуваме со зборовите на внимателност и пријателство, можеме да им обезбедиме иднина на граѓаните. Ако зборуваме со зборовите на непријателство и невнимателност, не дека ќе немат иднина граѓаните, ќе имат, ама не таква иднина каква што посакуваат. Затоа сме различни во политиките кои што ги водиме.
А ви гарантирам, сум македонец, како секој наш македонец, или граѓанин на оваа земја, без разлика на неговата етничка припадност, и при тоа успева државата да оди напред. Денеска сме членка на НАТО како македонци што зборат македонски јазик. Ќе бидеме членка на Европската унија како македонци што зборуваат македонски јазик.